На дневен ред ќе биде поставен извештај од страна на Советот за јавни обвинители во кој што се констатира незаконско, несовесно и нестручно работење на специјалниот јавен обвинител Катица Јанева. За жал не добивме декласификација на материјалот, иако преку господинот Џафери го побарахме во текот на вчерашниот ден од страна на Советот на јавни обвинители. Одлуката на Советот на јавни обвинители повторно беше материјалот да остане класифициран заради содржината на материјалот во кој што очигледно Советот е одлучил да внеси доста детали од истрагата, што јас можам да го потврдам дека е така. Како комисија сме доведени во една формално правна ситуација во која што за да го разгледаме материјалот ќе мора да ја затвориме седницата, во спротивно ако не ја затвориме седницата нема да може да го разгледуваме материјалот, заради тоа што материјалот има статус на доверлив материјал, односно класифициран според законот за класифицирани информации. Тој од таа причина јас ќе предложам затварање на седницата и ние како пратеници ќе гласаме да се затвори седницата, иако мислиме и тврдиме дека јавноста заслужува многу повеќе информација околу целиот скандал со специјалното јавно обвинителство, заради тоа што ова представува прашање и тема од највисок јавен интерес во Република Македонија во моментот. Од друга страна сме сигурни дека ден поскоро јавноста ќе дознава детали од сето она што работело специјалното јавно обвинителство и специјалниот јавен обвинител во минатото, поврзани и со овој предмет, но верувам поврзани и со многу други предмети кои што се користеле за рекет спрема бизнисмени или за уцени спрема политичари и издействување или обид за издействување на политички одлуки спротивни на убедувањето на политичарите во Република Македонија. Во тој аспект се надевам дека коректниот и конструктивен однос и од мене како председател на комисијата, но и од пратениците на ВМРО-ДПМН оваа оставка ќе значи превземање на одговорност од страна на собранието да санира во моментот состојба која што веќе е апсолутно јасно и констатирано од највисоките државни органи. Собранието има опрска оваа постапка да ја заврши. Околу постапката објаснив минатите денови, но да повторам. Гласањето за затварање на седницата треба да поддржат минимум 9 пратеници кои што имаат право на глас на седницата на комисијата, вкупно 13. Одлуката да констатираме предлог до пленумот за разрешување на господјата Катица Јанева заради незаконско, нестручно и несовесно работење се гласа со просто мнозинство во комисијата за прашање на изборите и именувањето. Тоа е околу делот што јас мислев дека треба да те информирам пред почетокот на комисијата. Доколку има прашање, повелете. Може прашање колку од членовите на комисијата имаат безбедносните сертификати за да можат воопшто да го разгледуваат? Комисијата брои 13 члена, вклучително со председателот на комисијата. Од тие 13 члена, 10 члена имаат безбедносен сертификат, но комисијата има и 13 заменици членови на комисијата, кои што можат да менуваат членови, кои што нема да можат да присуствуваат заради недостаток на безбедносен сертификат. Од замениците членови исто така од 13 10 поседуваат. Значи ќе може да се обезбеди апсолутно функционалност на комисијата и јас очекувам да присуствуваат практично доволен број на пратеници за да може да се донесат двете во одлуки онака како што ќе одлучат пратеници. Кажав, предлогот ќе биде на почетокот на седницата од моја страна се затвори седницата и ќе образложам причини. Иако лично ценам дека целата оваа постапка требаше да има јавен карактер. Што доколку во текот на расправата се нема да смени ништо таквата состојба, заради тоа што дури и господјата Јанева да поднесе оставка, таа оставка ќе мора да дојде во собрание и да се започне иста процедура. Таа оставка ќе мора да стигне и господинот Џафери, тој ќе мора да ја достави до комисијата, комисијата ќе мора повторно да разгледува таква постапка, да го утврди предлогот за констатирање, да му го достави на пленумот, па собранието после расправа ќе може да предложи до Советот на јавни обвинители да финално ја констатира постапката. Така да тоа би било апсолутно непотребен
дриблинг со процедурите, а процедурите ќе бидат идентични и исти како и поставка за разрешување. Дали јавите партиите кај гласат листите за одземање на мандатот, доколку денеска се помине тоа на комисија? Поставувам дека може и уште денеска да се кажа. И ако дозволи допълнување, да најавите 4 координација со 4 категории партии, дали е таа координација направена и она што Ние утринава имавме координација со господинот Џафери и со тројца координатори на најголемите пратенички групи во Собранието. Дилемата околу четвртата политичка партија по број на пратеници во Собранието останува, заради тоа што во Собранието во моментот имаме 3 политички партии со еднаков број на пратеници, по 3 пратеници, тоа се Алијансата на албанците, алтернативата на колегата Африн Гаши и Социјалистичката партија исто така е со 3 пратеници. Од тој аспект, господинот Џафери денеска ќе има писма до 3 партии, во текот на денот ќе разгледуваме аспектите како да го решиме и овој процедурален проблем. Јас можам да кажам за себе и за пратениците од мојата пратеничка група дека ние ќе го поддржиме предлогот од Советот на јавни обвинители, заради тоа што Советот на јавни обвинители точно е составен во најголем број од јавни обвинители кои што ја познаваат оваа проблематика. Тие самите предлагаат разрешување на ККЦ заради незаконито, нестручно и несовесно работење. Се надевам дека и другите пратенички групи и другите пратеници членови на оваа комисија ќе го поддржат таквиот предлог, но за тоа ќе мора да почекаме да истераме процедурата во комисија. Дали давате примероци од материјалот и на другите членови, како ќе одлучуваат без да имат Значи, околу таа процедура. Ако се донесе одлуката за затварање на комисијата, во тој случај по стандарди досега и пракса досега применети во собрание, на седница на комисија ќе може да останат само пратениците без разлика дали се членови или заменици членови или не се членови и заменици членови на комисијата кои што имаат безбедносен сертификат. Имаме ограничен број на примероци на извештајот, ќе го добијат извештајот на увид и ќе добијат и временски простор да го разгледаат внапред во салата на каде што ќе се одржува комисијата за прашање на изборите и именувањата. Кога ќе го затвориме, кој ќе затвориме доволно време за да може да го разгледаат материјалот, ќе отворам расправа и ќе продолжиме со процедура. Тој материјал ќе остане таму после заминување од седница на комисијата, пратениците ќе бидат должни да го остават кај службите од собрание кои што се задолжени да работат со вакви класифицирани информации. Тоа е таа процедура.